Ке нема ниту рестрикции, ниту енормно високи цени на струјата, а најзагрозените граѓани ќе добијат помош. Ова во гостување на ТВ Стар го кажа председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Уште еднаш потенцирам дека воведувањето на рестрикциите нема да ја подобри ситуацијата, напротив, уште повеќе ќе ја влоши ситуацијата. Така да не верувам дека ќе имаме рестрикции. Освен доколку има проблеми во испади на самата мрежа, ама на тоа никој не може да влие. Во однос на цената на струјата, Бислимовски со следниот став. И доколку дојде до зголемување на цената на електричната, тоа нема да биде драстично. Сите механизми кои што стојат на Регулаторна комисија за енергетика да се избегнат ценовни шокови ќе бидат искористени. И било какво енормно зголемување на трошоците за електрична енергија би предизвикало и намален степен на наплата. Ваквите најави од првиот човек на регулаторна се одлична вест за сите граѓани, а од Организацијата на потрошувачи коментарот е следниот. Еве ова што е изјавено од Регулаторна комисија за енергетика за поздравување, се надеваме нели дека навистина ќе се оствари тоа и дека нема да се накачува струјата повеќе од тоа што е предвидено и сега дека нема да има определени рестрикции. Покачувањето на цената на енергенците ќе значи покачување на сите други производи, прехранбени производи. Нели продажната кошничка ќе се намали, се зголемуваат цените на тој начин на производите, што е били на штета на сите нас како потрошувачи. Дополнително, од Регулаторната комисија најавуваат дека ќе бараат помош за најранливите категории потрошувачи. Висината на помошта би зависела од приходите кои ги имаат семејствата. По оваа логика, најголема помош ќе има за оние со најниски приходи, а како приходите на домаќинствата ќе се зголемуваат, така помошта ќе се намалува.